Добро вечер на сите. Овде сме заедно. Иако јас не можам како Петрит да зборувам на повеќе јазици, овдека сме сите луѓе кои се разбираме и на различни јазици. И такви има многу во Гостивар, и такви има секој ден се повеќе во Македонија. Не кара, не делеа, не тепа, не лажеа. Затоа што само во хаос и само во кавга можат мирно да крадат, а после да бегаат. Затоа сакаат да не скараат секој со секој, комшија со комшија, граѓанин со граѓанин, луѓе во партии, луѓе надвор од партиите. Ама ова е држава на сите и држава која мора да биде за сите. Затоа што ако нема правда, нема мир во оваа наша Македонија. Години со ред не лажа дека кога ќе донеле одлука не попуштале. Дека како што ќе планирале, така испаѓало. Почитувани гостиварчани, почитувани граѓани на Македонија, кога вие излеговте на улица, попуштија за се. Кога вие излеговте на улица, им пропадне им планот, им распука и бетонот, и вие покажавте дека сте чуварот на гласот, чуварот на граѓаните и чуварот на Македонија. Овдека гледам една порака. Протестирам, значи дека постојам, точно е. Протестирам заради тоа што ова е наша земја. Протестирам заради тоа што не се согласувам во неа да се живее од лаги, од кавги и со криминалци. Пред повеќе од една година тврдеа дека други прислушкувале. Пред повеќе од 10 месеци тврдеа дека снимките биле лажни. Зборуваа за странски служби, најавуваа жолти комбиња, ама времето минуваше и нивниот часовник отчукуваше. И затоа кога истрагата почна, мора спасот да го бараат во аболиција. Еден ден 56 аболиции. Ние овде знаеме како е избран Иванов. И знаеме дека тој само го враќа долгот. Кога ќе бидеш избран со кражба, ќе велиш амин и за кражба. Кога ќе бидеш избран со фалсификат, ќе даваш аболиција и за фалсификат. Ама 56 аболиции во еден ден, тоа веќе не поминува дури ни на Балканот, дури ни во Македонија. Со еден чекор и една одлука признаа дека стоеле зад прислушкувањето. Признаа дека секоја ваква зграда ја приватизирале, ја партизирале и ја окупирале. И затоа ова не се веќе домови на граѓаните, туку само нивна партиска испостава. Ги впрегнаа и луѓе кои немаат никаква вина, и луѓе кои професионално си ја вршат својата задача, денеска тие да ги бранат од народот. И јас затоа денеска и на овие наши сограѓани им порачувам. Денеска сте и вие на наша страна. Оти и вие длабоко во себе не се согласувате Македонија да ја водат криминалци. И верувам дека многу во полицијата живеат за денот кога ќе ги приведуваат и кога ќе ги праќаат во Идризово. Нема да запреме додека нашите заеднички цели за подобра, подемократска, понормална, помирна Македонија не се остварени. Ама ајде да се подсетиме. Не дозволивме криминални избори, затоа што излеговте на улица и кажавте не. Ви честитам. Иванов почна чекор по чекор да се повлекува. Не заради тоа што се покајал, туку затоа што вие го натеравте. Затоа што силата е во вас. Силата е кај народот, кај граѓаните,
кај оваа држава. Меѓутоа, нема пола правда, нема пола аболиција, нема половични решенија, нема селективна правда. Законот мора да важи како за првиот, така и за последниот. Не може да има заштитени и некои кои што се оставени на милост и немилост. Во Македонија денес во затвор беше човек кој што украл 100 кебапчиња, затоа што бил гладен. А надвор од затвор се оние кои што украле 100 милиони евра, а не биле гладни, затоа што одамна живеат на сметка на сите вас. Тоа не е правда и тоа не може да трае вечно. А да бидам искрена, и 10 години се веќе вечност за нас. И затоа продолжуваме на улица. Сакам да најавам дека од понеделник ќе излеземе со конкретен план како оваа држава да стави точка на кризата. Како во оваа држава изборите да ги одлучува секој од вас, а не секој од овие згради. Како во оваа држава секој граѓанин, да биде ист пред законот. И затоа порачуваме и во Гостивар, нема правда, нема мир. Порачуваме, нема крај. Нема правда и нема мир во држава во која што власта вели ке потроши милиони евра за опрема за снимање во владата, ама нема да им даде на новинарите да постават ниту едно прашање. Нема правда и нема мир во држава во која има пари 600 милиони евра за споменици, за стиропор и за бетон, а нема пари за нашите општини, за нашата локална економија, за нашите фирми и за нашите невработени. Нема правда и нема мир во држава во која 15 милиони ќе ги трошат за рајски градини, а во Македонија нема да има пари за инсулин, нема да има пари за лекови, деца ќе ни умираат и новороденчиња заради тоа што нема здравствен систем и нема заштита. За сите овие причини ние излегуваме на улица. И затоа сме дел од шарената револуција, затоа што не има различни, затоа што протестираме за многу различни причини, ама заради тоа што имаме една цел – промени за подобра Македонија. Затоа благодарам на сите, продолжуваме, нема правда, нема мир, протестираме, протестој!